Ja imam големи причини да се заблагодарувам, бидејќи денеска ми е посебно чест и задоволство од мојот ценет колега, ама и учител, кога бев 7-8 одделение, мојот драг сега пријател и колега, а порано мој строг почитуван учител Вебија Муслиевски. Денеска моја втора, ако не се лажам, книга што е преведена, и сакавме на овој начин да ја промовираме. Колегата Вебија Муслиевски е наставник по македонски јазик во Лабуништа, а има заработено и во Подгорци и на постариве генерации му е наставник. Колегата е инспириран од пишувањето на Амар Халид, кој што е египетски писател, кој што има напишано преку 30 на книги. Меѓутоа, оваа книга, која што правиме промоција денеска, што се вика "Си ги отворија душите и срцата", представува една збирка примери упатените, односно оние кои што биле надвор од вера, кои што биле во друга вера, кои што биле без вера и го нашле вистинскиот пат и се упатиле. Во оваа книга има кажувања за луѓе кои што си го нашле патот и го нашле задоволството и смирувањето. Денеска, за да се развиваш како човек, неопходно е да се отвориш. Односно, неопходно е да се сретнеш со реалноста. Кога се сретнеш со реалноста, треба и да се спремаш со реалноста. Зашто ниту еден човек од публика што гледа фудбална телевизија не може да биде играч. Вистински играч не е ниту оној што ќе биде во публика, а на лице место. Вистински играч е оној што трча по топката, оној што скафи, оној што шутира и онега што го шутире. Тој е вистински играч. Мојот колега, драг почитуван колега Вебија Муслиевски е таков играч. На негова возраст од зрели години се осмели да се стави во пракса, во функција на нашето население, кое што население представува роден крај вија Европа или роден крај вија друго место ова што сме и овде каде што сме. Е за секоја пофалба, за теја сакаме да ја промовираме, да му оддадеме признание и чест на мојот почитувани колега, да каже збор два за вас присутните, со што ја би ја завршил мојата дискусија, мојото представување на преведувачот и представување на книгата. Колега Муслиевски, повели. Селам алейкум, драги граѓани. Ќе видам краток, Грешат веќе многу работи кажа врска со книгата, јас само ќе надополна нешто. Благодарност му припаѓа единствено на Аллах Џелешану, единствениот створител на небото и на земјата. Семоćниот, милостивиот и сумилосниот, кој што не упати на вистинскиот пат, веќе ќе упатно, ние би залутале сигурно. Салават и селам му испраќаме на оното донесено на неговиот посланик пегамбер Мухамед саллаллаху кој е испратен како милост до целото човештво и кој е избран да биде животен модел за оној кој што се надева во Аллаховата помош и очекува спас на судниот. Оваа книга која што ја презентирам пред вас, драги браќа читатели, е едно скромно дело кое што зборува за луѓето што се покајале, тоа што покајници, да речеме, тие кои што излегле од вистинскиот пат, се одлучив на овој чекор поради стекнатиот публицитет и општата прифатеност кај муслиманите на овие простори наши, на лаквиот вид литература. Секако наша обврска е да ги задоволиме апетитите и вкусовите на нашите читатели, а истовремено и верска обврска, тргнувајќи од исламските извори Куран и Сунет, кои што не задолжуваат да ја интерпретираме Аллаховата реч и советите на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. И се што е врзано за нив. Книгата е исполнета со поучни и вистински случаи, односно настани, каде читателот од контекст може да ги наследи вистинските вредности на исламот и придобивките на оние кои се придржуваат за исламските норми и придобивки. За таа цел користат единствен и јасен говор
што ги прави расказите поучни и мудростите лесни за читање за децата, возрастните, младите и постарите, образованите и необразованите. Во оваа книга се спомнати поучни случаи со индивиди, мудрости и совети. Тие на наједноставен начин не запознаваат со вистинскиот степен на нивната побожност, морал, великодушност, хуморност, миролюбивост и друго. Истовремено ни даваат светот пат и патокас кој треба да го прифатиме и следиме на наш живот. Именно голем број на психолози и педагози стојат на становиштето дека преданијата, преживените, случаите, мудростите, советите и слично имаат највлијателен однос на човечката душа и представуваат важен фактор во процесот на воспитанието и образованието. Ваквиот заклучок сушност се го потенцира и често искуран во многу цитати. Алан Джелешанов вели: во кажувањето за нив има поуки за тие што се обдарени со разум. Во друг пак цитат вели: раскажувај ми преданија, настани за тие да размислуваат. И на крај го молам Всевишниот Алан Джелешанов да го направи ова дело искрено за постигнување на неговото задоволство, да го направи од корист и хајр за сите муслимани, за сите хумани читатели и уживатели на овој езгор и поучна содржина топло и срдечно им ја препорачувам на сите муслимани да се најде во нивните домови. И моја последна молба се зборовите на пекамберот Шуаб алейхиссалам: единствено сакам да правам добро дело колку што можам, а успехот мој зависи само од Аллах Джелешану. На него се подпирам и нему му се обраќам. Тука во Подгорци и навистина се чувствуваме почестени што еден ваков настан се случува тука кај нас во нашава населба. Навистина книгата е многу вредно нешто, кое што ние денешниот свет, денешниот начин на живење и денешниот начин на функционирање на луѓето полека го заборава. И полека книгата, како да сакаме да ја замениме со нешто друго, кое што ни го дава модерниот свет, како што се дигиталните технологии помагала, кои што денес ни се представуваат како замена за книгата. Но јас мислам дека во книгата лежи мудроста. И кога ќе ја осетиме книгата во нашите раце, пораката на тој што сака да ни ја пренесе се не погодува многу подобро и многу по-ефективно и ефикасно делува во нас. А една поголема чест е темата на оваа книга, затоа што ние, родени како муслимани, навистина многу го запоставивме исламот. И ова книга сметам дека ќе не врати и ќе ни покажи како оние кои што немале никаква врска со исламот се родени како некои други, а не како муслимани, го нашле правиот пат и застанале, се вратиле на правиот пат и почнале да одат по него. А ние, како родени муслимани, лека по лека го оставаме и забораваме на него. Се надевам дека сите ќе ја чуваме и ќе ја сватиме пораката на оно што сака да ни го кажи секоја една приказна која што е спомната во оваа книга и дека ќе не врати да размислиме колку ние правиме за исламот ако сме родени како муслимани, а колку прават овие кои што се родени како нешто друго и потоа го нашле правиот пат и се вратиле на правиот пат и го живеат на вистина подобро од нас. Иншаллах, ова да го сватит секој ден кој што ќе ја прочитат книгата и се надевам дека ќе врди со плод. Најпрво сакам да потенцирам на важноста на самата книга, како што реков, затоа што книгата ја запоставивме, а како второ на темата која што има оваа книга и се надевам и од се срце сакам ова книга да допре до срцата на сите оние кои што ќе ја читат и уште еднаш да се заблагодарам на преведувачот што се нафатил на една таква задача да ја преведи оваа книга за ние да можеме да се офајдиме од неа. Уште една благодарност, Аллах разголсун, селам алейкум.